Порака што те пресекува, коментар што те понижува, закана што ти го одзема здивот, те вознемирува, ти буди кошмарни стравови и не исчезнува кога ќе го спуштиш телефонот или ќе го исклучиш компјутерот. И одеднаш не ти е страв од интернетот, туку ти е страв да излезеш, да се јавиш, да спиеш мирно. Стравот оди со тебе дома. Замисли, те стигнува порака во група и под неа нечи туги живот ставен на тапет. Туѓа приватност претворена во јавна содржина. Некој се двоми да кликне share, но во тој момент имаш избор и тој избор кажува кој си ти. Ќе бидеш дел од толпата или дел од заштитата. Насилството не станува помало ако гледаме тивко. Станува поголемо, расте со секое споделување. Прекини го синџирот, не кликај шер, не праќај на само уште еден, не прави од туѓата болка забава. Една реченица може да спаси некого од молчење. Затоа, пријави, блокирај, кажи гласно, ова не е во ред. И ако треба, зачувај доказ, направи скриншот, линк, датум и не прашувај зошто го ставила тоа. Прашај дали си добра, не распрашувај и те молам, не осудувај. Ако ова ти се случува тебе, ако те навредуваат, демнат, уценуваат или објавуваат нешто без твоја согласност, знај дека не си сама и не си виновна. Слушај ме сега. Не мораш сама да се справуваш со стравовите. Можеш дискретно да побараш правна и психолошка поддршка. Ќе добиеш насока како да пријавиш, како да се заштитиш и како да си го вратиш мирот. И ако си сведок, те молам не молчи, не споделувај, пријави, кажи дека ова не е во ред, да бидеме генерација што штити, а не генерација што премолчува. Прекини го синџирот, поддржи, пријави и заштити. Правна и психолошка поддршка, токму нова платформа.